Прво, самиот термин, знаете, контрацепција е нешто што е против концепцијата, значи тоа се различни типови на методи кои што служат да жената, односно парот, кој реши да нема сега репродукција, значи да не остане бремена пациентката, жената, да фактички употребува различни начини. Од методите што се за контрацепција, оние кои што ги препишува лекар, значи гинеколог, се оние кои што во себе содржат хормони, значи тоа може да бидат во таблетките, значи комбинирана хормонска контрацепција или фактички интраутерините влошки кои што содржат хормони, па и интраутерините влошки кои што не содржат хормони. Останатите бариерните методи, значи кондомите, машки, женски, диафрагма, употреба на антиспермицидни пени и други начини на контрацепција, фактички можат пациентите, односно парот, да ги употребува сам. Кога би требало да се почне со контрацепција е тогаш кога ќе има повеќе, да кажеме, причини возможни. Едното е кога парот ќе речи дека во овој момент го планира својот живот, го планира семејството, не сака да има потомство, сака тоа да го одложи за некој друг период, дали е тоа покасно кога ќе има, да кажем, други услови животни, дали е тоа за да направи растојание помеѓу децата, измеѓу првото, второто дете и понатака третото и така натака. Меѓутоа тоа е оној период кога ќе сакаат на некој начин да уживаат во сексуалните задоволства, а без да има да се појави несакана бременост. Начинот, типот на контрацептивното средство во основа го бира парот, значи мора да има взаемна согласност, да е прифатливо за двојцата и она што е битно да се спомене дека иако методите за контрацепција штитат од несакана бременост, сепак само употребата на кондом е таа што штити од сексуално преносливите инфекции. Меѓутоа, доколку се работи за стален партнер, доколку се двојцата тестирани и не постои, да кажеме, опасност од сексуално преносливи инфекции, може да се употребува и само едно контрацептивно средство, сепак имајќи предвид дека по статистичките анализи, значи по тој така наречен Прлов индекс, секое средство контрацептивно има свој дел во кој што не, да кажеме, 100% штити, односно може да има појава сепак и на бременост во многу мали, значи со правилна употреба на контрацептивните средства, тие се, да кажеме, успешни преку 95 до 98-99%.